53 годишен жител од Тетовско Јагуновце вчера попладне си го одзел животот со бесење во дворот пред семејната куќа. Тој со најлонско јаже се вржал за металната конструкција од лозницата и извршил самоубиство, информира СВР Тетово. Извршен е увид со учество на јавен обвинител, екипа од СВР Тетово и лекар по судска медицина, при што не се констатирани траги на насилство. Безживотното тело на ДЖС е предадено на семејството за погребување. Од полицискиот билтен информација за повреден 10 годишен пешак. Вчера околу 13 часот на улицата Браќа Миладиновци спроти Тетовската гимназија непознато возило што го управувало непознато лице удрило во 10 годишен пешак и му нанело телесни повреди. Малолетникот веднаш е пренесен во Тетовската клиничка болница и по укажаната помош пуштен е на домашно лекување. По извршениот увид се превземаат активности за идентификување и пронаоѓање на возачот, учесник во оваа сообраќајна несреќа. И бесправната сеча присутна во полицискиот билтен. Вчера околу пладне во местноста Автосија, покрај патот за Тетовското село Ѓермо, бил затекнат 51 годишниот тетовец ЈМ, како со метална пила и без дозвола сече костенови дрвја. Тетовецот е приведен, одземена му е пилата, секира и пластична канта со гориво, како и половина кубен метар дрва, а потоа ЈМ е предаден на шумската полиција за понатамошна постапка. Инаку секторот за внатрешни работи Тетово расчисти вкупно 48 во најголем број тешки кражби кои минатата и оваа година се случиле на поширокото тетовско подрачје. Најмногу од кражбите биле извршени во Теарце, Челопек, Брвеница и Милетино, пред се во куќи, продавници, моторни возила и на ниви и шуми во приватна собственост. Во извршувањето на кражбите учествувале 3 групи од целата Теарце, Доброште, Челопек и Милетино, односно 15 сторители на различна возраст од 25 до 50 години. Пари, златен накит и технички производи, групите одземале и цигари, прехранбени производи, горива, дрва и голуби, кои потоа брзо им ги продавале на други лица. Многу од одземените предмети деновиве се пронајдени и вратени им се на нивните собственици, додека дел се уште се бараат.